Започнува 37-то издание на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки. Во наредните 7 дена се до 17 септември. Сите љубители на филмската уметност ќе имаат можност да погледнат вкупно 105 филмови од автори од 50 земји од светот. Освен официјалната компетиција за наградите Златна, Сребрена и Бронзена камера 300, со исклучителни 14 остварувања во избор на Благоја Куновски Доре. Публиката од годинава ќе има можност да ја проследи програмата Перспективи на европскиот филм, со вкупно 30 филмови од најновата европска продукција. Во соработка со филмскиот фестивал Клермон Феран, публиката ќе види селекцијата Мала камера 300. Годинава тоа се 7 кратки играни филмови. Документарната програма донесува 10 наслови, за кои Гена Теодосиевски, уметнички директор и селектор, вели дека заедничко обележје има режисерскиот концепт на ангажираност. Во Макпоинт програмата, која се повеќе привлекува публика како домашна, така и странска, ќе бидат прикажани 4 нови македонски документарци, 11 кратки играни филмови и 1 долгометражен игран филм. Земја во фокусот годинава е Турција, што ќе возможи одличен поглед во помладата генерација на турски кинематографери, кои заедно со режисерите го создаваат вториот нов бран на турската кинематографија. Под заеднички наслов Најдоброто од Златната Кајсија, филмскиот фестивал во Еревен, Ерменија. Публиката во Битола ќе види 4 филмови. Следат и 15 кратки филмови на Европската филмска академија, која годинава ја сочинуваат ЕФА програмата. Детската програма годинава е збогатена и со изненадувања за најмладата публика. Студентската програма пак собра учесници од филмските академии од 9 филмски академии од регионот, како и од 3 македонски, и тоа од Скопје, Штип и Тетово. Во придружните програми ќе биде прикажана ретроспективата на македонскиот анимиран филм, која ја подготви Кинотеката на Македонија. Исклучително интересна и програмата Првите филмови први, што е Академија за млади режисери на ГТ институтот. Инаку во годинешното издание на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки ќе биде свечено затворено со македонскиот филм Златна петорка во режија на Горан Тренчовски.